Денеска сме во Охрид повторно заедно со председател на ВМРО Христијан Мицковски и презентираме сето она што во овај период се работи, да секако можеме да поразговараме и за сето она кое што ќе се работи. Доста активност, доста работи кои што биле дел од нашата програма, има дел кои што не биле од нашата програма и секако она што представуваат капитални проекти за Охрид, а во наредниот период ќе се случуваат и за кои што ќе треба да се гордееме сите, се при самиот крај за она што треба представуваат конзерваторски одобренија за градба и така натаму. Во моментов сме на улицата Ѓорче Петров, улица во вредност од околу 13 милиони денари, каде што имаме комплетна промена, односно нова атмосферска канализација, промена на водоводната линија за која што со години создаваше проблеми кај луѓето, односно жителите на нова улица, ново осветлување и секако нов асфалт. Целосна реконструкција од буџетот на страна на општина Охрид. Денеска ќе посетим уште две локации кои што исто така представуваат целосна реконструкција на улиците. Тоа е улицата Марко Цепенков или продолжение на она што веќе го сработивме со Момчило, со улицата Момчило Јордановски. Веќе атмосферската канализација е поставена, следува уште тротоарите и секако асфалтирањето на истата. Третата улица е улицата Пирин Планина, каде што имавме промена, односно поставување на нова водоводна линија, дел од улицата немаше канализациона мрежа и таа е поставена и секако реконструкција, односно асфалт на самата улица. Ќе презентираме и 4 нови игралишта кои што ги направивме во овај период, а до крајот на годината најголемиот дел од игралиштата, детските игралишта кои што ќе бидат реконструирани и ќе имаме 4 вклучително со игралиштето во Велгошти, 4 до крајот на годината 4 мултифункционални игралишта. На сето ова кога ќе додадеме инвестициите во образованието и веќе при сам крај поставувањето останува уште поставувањето на фотоволтаици на средното училиште, средното економско училиште во Охрид и со тоа ќе имаме тотална реконструкција на самото училиште. Веќе отпочнавме со припремите за средното училиште, гимназија, менуваме првично оградата, потоа имаме партерно уредување со поставување на атлетска патека во самиот двор на училиштето и се префрламе внатрешно со уредување на подот, на варосување на самите зидови, до комплетирање на што треба да представуваат нови клупи и столчина и секако поставување на смарт табли буквално во сите училници. За тоа трите училишта кои што се под општина ќе ги комплетираме и ќе бидат тотално нови до крајот на 2024. Со економски ќе завршиме оваа година, а гимназијата ќе биде 2024 тотално реконструирана и со тоа ги подобруваме условите на училиштето. Овдека би сакал само една реченица се напомнам да ја напоменам затоа што често сум споменувам посебно од пратеничката Жаклина Лазареска како човек кој доаѓа од образованието за тоа дека парите биле не од владата и така натаму. Ако не знае пратеничката, многу порано е започнат процес на децентрализација на општините, каде што дел од средствата кои што дотации за образование се добиваат на самите училишта. Сега зошто имаме средства? Ќе кажам една работа, кога дојдов градоначалник кажав дека долгот во образованието кој што е создаден и изнесува околу 22 милиони, на 1 септември ќе биде 0 денари. Излегов на 1 септември, кажав дека е вратен долгот во сите училишта и то не беше од дотации, туку беше од домакинско работење на самата општина и кога веќе сме го завршиле то и работиме домакинско честно и одговорно, имаме средства за инвестиции и уште побитна работа. Кога дојдов за градоначалник, околу 50 милиони денари имавме на сметката за образование, кои не користени, а тоа е затоа што не работеле, не создавале проекти и не создавале нешто врз основа на кое што ќе може да се потрошат тие пари. Затоа ние ги завршивме сите тие работи, посебно средните училишта, а веќе при крај сме со уште 3 училишта кои ќе завршиме до крајот на 2023 ќе ги имаме реконструирано сите тоалети во основните училишта, веќе во средните се завршени. Така да генерално условите ги подобруваме и тоа е само затоа што фокусот лично мој како градоначалник е подобрување на кого ако не, а на оние кои што се најбитни за нас, а тоа се младите. Градоначалник, потоа двете прашања и се да ви ги поставам. Кога сакате? Имавме повторно жртва на автопатот кој што долги години се гради. Ресорниот министер рече дека 900 луѓе работеле, што никој не ги гледа, не кажа дали дополнително ќе тежи изградата на автопатот и дека ќе биде
готова до крај на 24-та. Верувате ли во тоа и како го коментирате? Не, нема да биде готова со оваа динамика која што ја гледаме сите во овие 6 години, веќе 7 година откако СДСМ е на власт. Ние сме научени само на очај, криминал и деструкција во секаква смисла на зборот, а го имаме од проблем ние како Охријани и сите оние кои што го посетуваат Охрид. Тоа е автопатот започна 2000, далечната 2014-15, веќе после толку години мислам дека е смешно да разговараме, а зошто е уште посмешно? Затоа што разговараме за 900 работници, а не можеме да ги видиме реално на патот, и затоа што не можеме, таков е напредокот на автопатот, ќе пуштиме една лента колку да замачкаме очи, меѓутоа не го решаваме, него се префрламе од една во друга лента, а суштински немаме никаков напредок, а за жал све повеќе и повеќе сообраќајки, се повеќе и повеќе луѓе го губат својот живот, и веќе од автопат кој што треба да биде гордост на Македонија, кој што треба да го поврзува најголемиот туристички центар на Македонија со главниот град на Македонија, добивме автопат на ужасот и хорор. До крајот на месецов ќе дојдат представници на УНЕСКО во Охрид, повторно горливо прашање дивоградбите. Имаме градоначалник инвентар на дивоградби или не? Реагира регистар на дивоградби, значи на состаноците кои што ги имаме еднаш месечно заедно со представниците на владата, односно министрите и засегнатите агенции, разговараме. Тој регистар не е официјален и завршен, не можам да кажам од кои причини, рокот беше што сема назад, меѓутоа гледам дека невладините, посебно невладините, доста форсираат во овој период околу извештајот, затоа што доаѓа време за извештајот, па одлучивме јас заедно со мојот тим да имаме една да кажам пресконференција наменска поврзана со УНЕСКО, што е она кој што биле задолженија на градот Охрид, зборувам уште од 2018, па веќе со 19-та и планот за управување на Охрид почна да се спроведуваат, што е она што биле задолженија, до кај сме, што сме и кои работи се оние за кои касниме или можеби не се ни отпочнат. Едноставно отворено да разговараме, меѓутоа дадов една сосема друга изјава кога разговаравме за мериторното одобрение на Министерството. Многу прецизно кажав дека потребно е повеќе трпение, она кое што се рушило како принцип на функционирање на Охрид. Не мислам дека Охрид се рушил како град, него она сите тие принципи кои што биле нарушени во изминатите 30-40 години, не е возможно за 3 години да ги решиме или 4, меѓутоа како град од година во година сите оние препораки и мерки кои што ги имаме од УНЕСКО, ние ги спроведуваме и се трудиме да напредуваме. И потребно е повеќе трпение, кажав, не само од невладините и од министерствата и од општина Охрид, туку буквално сите заедно и од УНЕСКО да ги покажеме кои се оние работи кои што суштински сме ги напреднале, кои што се возможни, затоа што постои една друга врска која што е околу заштитата на Охридското езеро, а коштат сериозни финансиски средства, дури повеќе од еден годишен буџет на Охрид, и не е возможно сето тоа сами да го направиме. Потребна ни е сериозна помош, која што во моментов е таква каква што е. Затоа работиме да ги промениме вистински работите во државата, да добијаме власт која што ќе се грижи генерално за граѓаните, не само за овие горливи проблеми.